Колку е релативна среќата за човечкиот род? Глава 5. Проклес, атлетот од Теба, седеше на подот покриен со мувлосана слама. Подпрен со плеките на камениот зид, речиси висеше на десната рака, што беше со синџер врзана за алка. Секој обид да легне или да застане, предизвикуваше жестоки болки во зглобовите. Од повредите на главата често губеше свест. Тогаш неговото големо тело ја пренесуваше целата своја тежина на таа една рака, помодрена и искрвавена. Филтон, со солзи на очите, секое утро гледаше како стражерот Калва му удира на атлетот по 10 камшици преку грбот и градите. Атлетот стенкаше од болки, а лекарот му ги цедеше гнојните рани и ги миеше со вода. Двајцата затвореници беа убедени дека кралот Филип и не знае за нивните страдања, а кога ќе дознае, сигурно ќе ги пушти на слобода. Тоа е добар, рече лекарот, ќе дојде лично да не пушти од Келијава. Тебанецот се насмеа. И мене ќе ми ги даде 10 златници и победничкиот венец. Ми требаат пари, имам девојка во Платеја, таа ме чека, мојата Касиопеја. Но деновите минуваа, а кралот не се појавуваше. Калва секое утро редносно ја вршеше својата работа. Носеше по еден леп истомна со вода. На Филтон редовно му напоменуваше дека ќе биде погубен, а на Тебанецот му удираше по 10 камшици според дахавата наредба. Што е со мојата жена? Каде е Гликера? Секое утро го поставуваше истите прашања лекарот. Клучерот или молчеше или одговараше: нези е добро, подобро отколку тебе. Еден ден Дипон му рече дека Гликера му го спасила животот на клучерот Калва. Филтон се здрави од чудо и почна да настојува барем нешто повеќе да дознае. Попусто, помошникот на клучерот остана нем. 7-миот и 8-миот ден Тебанецот не губеше свест. 9-тиот ден изутрината лекарот го праша: дали знаеш кој ни е најголем напријател? Атлетот го погледна и се замисли. Сигурно клучерот Калва и неговиот помошник. Не, одговори Филтон. Непријател ни е секој македонец. Зарем и кралот Филип? Тој мене ќе ми ги даде. Чекај, ништо нема да ти даде. Тој и сите македонци се непријатели на елините. Сигурно кога велиш ти. Лекарот се замисли па додаде: можеш ли ти да ја искорнеш алката од зидот? Сигурно можам, не сум пробал. Во келијата влегоа Калва и Дипон, двајцата со исукани мечеви. Филтон отрапна. Клучерот му се обратна на табетанецот. Забележав дека се чувствуваш подобро. Тоа не зборува добро. Од твоите погледи чувствував дека приготвуваш зло. Поради тоа, од сега ќе бидам повнимателен. Ако забележам што било сомнително, свршено е со тебе. Ќе ти издупиме со мечови. Калва ја погледна железната алка на неговата рака и кога се увери дека и синџерот е добро затврстен за алката, тој и неговиот помошник ја напуштија одајата. Кога останаа сами, Филтон прозборува: му припаѓаш на народот кој го даде Пелопит и Епаминон и дозволуваш некој човек, не човек, секое утро да те теба. Ти си изрос, роден роб. Ја изгубив силата, болен сум, застекна Тебанецот. Никој во моето семејство не бил роб. Проклес целиот тој ден молчеше. Лекарот лежеше на сламата и размислуваше. Му се чинеше дека изгледите на неговиот спас од келијата се ништожни. Нерешителноста на Тебанецот го доведуваше до очи. Пред вечер Проклес рече: свршено е. Што е свршено? Праша лекарот и стана. Решив, ќе губијам стражерот и неговиот помошник. Јас ќе ти помогнам, се воодушеви Филтон, но врзан си за алката, како ќе направиш? Левата рака ми е слободна, со неја ќе го зграпчам едниот, а тебе ти го оставам другиот. Со малку зборови договорот беше направен. На другиот ден изутрината во килијата влегоа Калва, Дипон и двајца стражери. Ќе бидете погубени, двајцата ќе ве обесиме на планат пред шталата, рече стражерот. Тоа е желба на кралицата, таа сака да го гледа погубувањето. Филтон изненадено фрлаше поглед на клучарите и нивните помошници. Ужас го опфати кога виде како Дипон и еден стражар ги приготвуваат јажињата да ги врзат. Атлетот стана. Неговото јако тело од светлината на факелите изгледаше уште поголемо. Во еден момент Филтоновиот поглед се судри со неговиот. Тоа беше достатно. Лекарот со сета сила го трсна со тупаница в лице Дипона, помошникот падна и го испушти факелот. Калва и двајцата стражари за момент останаа здрвени. Тебанецот ги напрегна жилите и ја открна алката од зидот.
Држете го, викна Калва и се фрли на Проклеса. Двајцата стражари и Дипон, кои стана од подот, го зграбчија тебанецот, а Филтон се мушна низ затворената врата. Од затворот доаѓаа извици, кракорење, повици за помош и тапи удари. Факелот падна на сламата и ја запали. Чат избиваше низ вратата и се ширеше по ходникот. Филтон, бегајќи низ ходникот, налета на група стражари, кои викаа со цел глас. Се добиваше впечаток дека во целиот двор настанала тревога. Неколку војници го фатија лекаро и го повлекоа кон ќелијата. Клитандер дзирна кон отворената врата. Прво не виде ништо, зашто му влосаната слама чадеше и чадот се тркалаше во ќелијата. Кога влезе, офицерот се сопна на човечко тело, падна и удри со главата на друго. Групата војници се стискаа кај влезот на ќелијата, но никој не можеше да види ништо. Меѓутоа, кога се разреди чадот, сите го здогледаа прво атлетот од Теба, како стои среде ќелијата облијан со крв. На лицето му зјаеше широка рана зададена од меч или нож. Дипон и двајцата стражари лежеа на подот мртви, а Калва даваше значи на живот. Смрдејата од изгорената слама се ширеше и предизвикуваше гадење кај војниците што ги изнесуваа лешевите со искршени вратови, искривени вилици и искршени глави. Атлетот излезе од ќелијата и застана на вратата. Исплашените војници со исукани мечеви стоеја стиснати во куп, но искраварениот тебанец ниту помислуваше да ги нападне. Клитандер му фрли оддалеку јамка на вратот, другите се втурна и без мака му ги врзаа раците назад. Проклес не се бранеше. Тој фрли поглед на лекарот, кој веќе врзан стоеше настрана и рече: изгледа дека беше во право. Кралот нема да дојде да не пушти на слобода и според спогодбата да ми ги даде 10 златници и победничкиот венец. На сета мака Филтон се насмеа. И мене ми се чини дека бев во право, рече. Изгледа дека денеска двајцата ќе добиеме победнички венец. Двајцата затвореници ги изведоа во двориштето и ги однесоа кај платанот. На една дебела гранка висеа 2 јажиња со јамке на крајот. По чија наредба треба да умрам? Го праша лекарот офицерот. Тоа е заповед и желба на кралицата Олимпијада. Барам да ми изнесете пред кралот. Тој ме повика на дворов, тој ќе ме пушти на слобода. Да ти изнесам пред кралот, се насмеа Клитандар. Тој отиде со војската во Тракија да го задуши востанието на варварите. Кој знае кога ќе се врати? А кралицата? Таа нареди да те обесиме. Сакам со неа да разговарам. Ке ти се исполни желбата, повторпат се насмеа офицерот. Еве ја, токму сега доаѓа да го гледа погубувањето. Кралицата Олимпијада во придружба на 2 дворјанки се приближуваше кон платанот. По кралицата на пристојна далечина одеа 3 трговци од Сирија. Дошле да купуваат робови. Олимпијада му приде на Филтона. Дојде време, рече, да видиш што значи да ги улиш боговите и да не ја почитуваш кралицата Олимпијада. Уште ли сметаш дека кралицата блада? Лекарот молчеше и гледаше со испитувачки поглед. Што ме меркаш? Пламна кралицата. Зарем нема што да кажеш? Мислев да те молам, почна Филтон и застана. Сакаше да ја моли кралицата да се сожали на неговата жена и дете, но се сете дека тој би дало повод на Олимпијада да се одмазди и на нив. Сакаше нешто да ме замолиш? Праша кралицата. Ајде речи што сакаш пред да умреш. Сакам да ти дадам еден совет. Совет? Ти мене? Да, зарем јас не сум твојот лекар? Олимпијада поцрвена од гнев. Филтон продолжи. Ти препорачувам повеќе да не го пиеш оној чај од опојни треви. Тој те носи право во лудило, ако не е веќе доцна. Ми се чини дека веќе си го изгубила умот. Кралицата се збрка, се тргна и почна да фрла брзи погледи по војниците како да ги вика за сведоци за оваа дрскост. Најпосле рече: нема да ти помогне елинското драдорење и филозофирање. Боговите нека им се смилуваат на оние што мислат дека во животот можам да застанам покрај нив, додаде лекарот. Мене ми се смилувале, тоа ти знаеш, одговори Олимпијада, но кралот Филип те натера да зборуваш против мене. Филтон ги крена рамениците. Кралот Филип, рече Филтон, ме повика овде да бдеам на твоето здравје, а твојата благодарност допушти да ме доведе на бесилка. Откако помолча малку додаде: така боговите не прават, тие за услуга возвраќаат со наклонетост, понекогаш се смилуваат и на оние кои за добри наплаќаат со зло. Олимпијада се тргна, се замисли и сакаше нешто да каже, но се премисли и му го сврде плеките. За тоа време тројцата трговци од Сирија од сите страни стручно го посматраа атлетот од Теба. Ги фаќаа неговите мускули, се загледуваа во очите и завити и го чукаа со дланка по плеките. Колку години имаш? Го праша едниот.
Кога Пелопида и Пеманиода дојдаа пресоблечени во селска носија во Теба, ми паднаа првите заби. Од тогаш 2 пати сум добил победнички венци на Олимписките игри. Најстариот трговец се обрна на кралицата. Пресветла ќерко на Деметра, продај ни го овој роб, ако губиш ќе биде загуба и за тебе и за нас. Ти даваме за него 2000 драхми. Олимпијада се замисли, од очите и светна лакомост. Гледајќи во атлетот и лекарот рече: Вистина е, ако ги убијам, никаква корист нема да имам. Таа уште како дете останала без родители. Живеејќи во куќи на строги и себични старатели, беше желна за се. При помислата дека за еден затвореник ќе добие повеќе пари отколку за 8 други, очите алчни засветеа. Ки ви го продадам и атлетот и овој другиов, рече. Тој е лекар, најдобар во цела Елада. Нема болест што не може да ја излекува. Ви благодарам за пофалбата, светла кралице, рече Филтон. Вака мене никогаш не си ми зборувала. Атлетот сам чини 3000 драхми, рече Олимпијада, не обрнувајќи внимание на Филтоновите зборови. Двајцата ви ги давам за тие пари. Тројцата трговци ги вкрстија брзите погледи и почнаа да шепотат. Тебанецот и лекарот со страв го следеа разговорот меѓу кралицата и сириците. Мислата дека нивната смрт ќе биде заменета со робство им се чинеше како најсреќно спасување. Неочекуваното свртување на нивната средина го сметаа како милост на боговите. Можноста кралицата и трговците да не се спогодат им изгледаше ужасна. За атлетот и лекарот даваме 2500, рече најстариот сириец. Олимпијада се насмеа. Двата реда бели заби блеснаа како кај волчица. Нези и се допаѓаше да се ценка со сириците. Сепак, по подолго погаѓање, се погодија. Атлетот и лекарот ги продаде за 2800 драхми, па на тој начин за нив двајцата доби повеќе отколку за другите 8 робиви. Сириците беа задоволни. Додека му ставаа окови на раците и нозете, Филтон ја праша кралицата. А мојата жена, што ќе правите со неа? Твојата жена, се насмеа Олимпијада, со неа ќе постапуваме поинаку. Што значи тоа? Заплашено рече лекарот. Кралицата му ги сврте плеките и се упати кон дворот. Жими Зевца, рече лекарот, изгледа на демоните најмил стани ме човечката душа. Биди благодарен робу што ти е подарен животот, потврли Клитиндар. Премногу сум ви благодарам на сите вас, одговори Филтон, зашто сега животот ми е попотребен повеќе од секогаш. А заради што? Заради одмазда. Слушај, врварине, боговите понекогаш сакаат да се пошегуваат со луѓето, па им ги вкрстуваат животните патишта како што може само да се засака. Се надевам дека ќе се видим уште некогаш. Не верувам, се насмеа Клитендар. Сириците рекоа дека ќе ве одведат во Фригија и таму кој знае на кога ќе ве продадат. На трговците им се брзаш. Тие ги построија 10 робови, откупените затвореници кои со радосни лица и со солзи на очите го гледаа синото небо, зелените лисја на дрвјата и сончевата светлина. Макар што сите беа во пранги, чувствуваа бескрајна среќа, благодет толку мила и толку релативна за човечкиот род. Кралицата Олимпијада, лежејќи на миндерлакот во ловечката сала, разговараше со Клитендар. Што ќе правиме сега? Изгледа дека останавме без клучар. И мене ми се чини, одговори офицерот, ставајќи го својот добро очистен шлем на масата. Атлетот го упи дипона и двајцата стражари, а Калва е одвај жив. Кралицата стана и се прошета по салата. Шеткајќи се ги гледаше раздалечените плочи на подот и вчадените греди на таванот и огнот во огништето. Презрива насмевка и затрепери на лицето. Вистинска варварска земја, рече. Од некаде се слушна пиштење и кретење на свињи, кои рабовите во предвечерието ги ранија. По широкиот двор конјушарите го викаа ждребица што беше го скинало гламникот и побегнал од шталата. Вревата од луѓето се мешаше со пиштењето на конјот и тропањето на неговите копита по тврдата земја. Се мешаше со песната на гардистите кои Филип не беше ги повел со својот поход. Потоа се загледа во војникот. Попусто фрлаш копнежливи погледи на мене, рече. Заре мислиш дека ќе допуштам твојот допир да ме оскверни? Јас сум жена до која се допрел Зевс. Си била моја толку пати. Сум била и тоа е свршено. Тракиецот почна да се поместува од нога на нога. Изусти уште нешто да каже, но кралицата му даде знак со раката да молчи. Вие мажите паметни сте додека не застанете пред лицето на жена, рече и се насмеа. Тогаш станувате предани и глупави. Поради тоа повеќе ги сакам жените. Тие се итри и подмолни. Подмолни се и кога сакаат и кога мразат.
Доведи ми ја жената на лекарот Филтон. Таа сакаше да разговара со мене. Чувствувам потреба да ја видам. Офицерот кимна со главата и излезе. Конјушарите уште го бркаа ждребецот, попусто обидувајќи се да му фрлат јамка на вратот. Тој се противеше, скокаше со предните и задните нозе, ги ширеше нозрите и законувајќи се мафташе со главата. Зарем никој не смее да му приде, викна кралицата. Конјушањите, раскани по дворот, се собраа во куп и тргнаа кон конјот, чии огнени очи светеа како кај звер. Неколку јажина фрлини со неопитна рака фркнаа во воздухот, но ждребецот ја наведна главата и сите јамки промашија. Фатете го или отепајте го, му викна кралицата на водешот на конјушарите. Божествена керко Зесово, одговори исплашено Клеомон. Овој ждребец кралот Филип повеќе го сака отколку сите други коњи во шталите. Не смееме да го отепаме. Ви наредувам да го фатите или да го отепате. Жими светлите очи на божицата Деметра, ќе наредам да ве тепаат до смрт. Старецот безмолошно ги клена рамниците. Другите конјушари почнаа да се гледаат. Најпосле решија сите заедно да се стрчаат по конјот и да го фатат на крајот на огламникот што висеше. Меѓутоа ждребецот се растрча по нив, ги фати со предните нозе на смелиот и го собери на земјата. Другите конјушари се растрчаа околу конјот, вртејќи со јамките над главата. Наеднаш ждребецот се нафрли, се растрча преку дворот, ја прескокна високата ограда и влезе во дворската градина, газејќи го цвеќето и кршејќи ги грамушките. По него, викна Олимпијада, стрелите копјата враци и одепајте го. Конјушарите се стршаа низ портата во бавчета. По нив отрча и кралицата, но никому не му паѓаше на памет да земе оружје. Ждребецот потрча неколку пати низ бавчета и наеднаш застана. Израдуваните конјушари полека се приближуваа, готови да му фрлат замка на вратот. Старецот, нивниот водач, одеше напред и кога веќе се приближи до конјот, се тргна и замаен од страв почна да се повлекува. Тогаш конјушарите догледа како од еден јасминов жбун се покажува горната половина на големиот питон. Змијата се нишеше во ритм како да сакаше да ја успие жртвата. Гранестиот јазик, заканувајќи се, излегуваше од зинатата уста. На конјушарите им се стори дека питонот се приготвува за скок. Конјот збиваше и болно стенкаше. Мускулите му се тресеа, нозете закочени како заковани за земјата, не можеа да направат ни едно движење. Изненадените конјушари се повлекуваа кон портата. Олимпијада помина пред нив и се упати кон жбунот од кој ѕиркаше главата на питонот. Кралицата застана меѓу змијата и конјот. Ајде, Ситоне, рече со нежен глас. Сигурно нема да скокнеш на конјот. Се плашам дека толкав залак нема да ти застане во грлото. Змијата засаска и ја извитка главата на жбунот. Јасно се гледаа белите кругови со наежени стругунки, а со опашката бесно удараше на земјата. На исплашените конјушари им се стори дека за кралицата нема спас. Го слушнаа сескањето на змијата што се мешаше со тивкото свиркање на кралицата и гледаа како таа полека ги движи раците десно и лево, приближувајќи му се на питонот чекор по чекор. Незините бели раце најпосле се доплеа до главата на питонот. Олимпијада му ги стави двете дланки околу вратот и непрекинато свиркајќи го поведе во средината на градината. Змијата почна да ги лиже раците на својата господарка и се олабави. Предниот дел на летето се спушти на тревата. Побледени од страв, конјушарите полека се придоа кон конјот кој се уште стоеше како закопан. Старецот го фати за оглавникот и го изнесе од бавчето. Сонцето на заоѓање ја осветли меѓу стеблата витката фигура на кралицата Олимпијада, која лесно чекореше кон влезот на дворот. Во градината завладеа тишина. Црвенкастите питонови очи светкаа во квечерината. Големите кругови покриени со модри стругунки се виткаа околу дебелото стебло на џиновскиот платон. Змијата се приготвуваше за одмор.